Заедно со комуналните предпријатија и територијалната противпожарна единица од нашиот град, во изминатите 2 дена извршивме дезинфекција на сите улици во градот, на јавните површини, плоштадите, парковите и објектите на повеќе државни институции. Придел сакам да ја потенцирам помошта која имавме од граѓаните на нашиот град, а пред се помошта на 30 на граѓани од градот и населените места, кои со своите трактори се вклучија во акцијата и ни помогнаа да ги дезинфицираме потесните улици каде цистерните на јавните комунални предпријатија не можеа да имаат достап. Од утре сите аптеки ќе работат како и досега во нашиот град, освен една дежурна аптека која што ќе биде од утре после 16 часот до понеделник до 05 часот, и тоа ќе биде аптеката Каракаш, која ќе биде дежурна и ќе биде на повик на докторите од итната медицинска помош и од докторите матични лекари од нашиот град. За времето на полицискиот час ќе работат и други компании и фирми кои своето работење го обезбедиле или обезбедиле дозвола од Министерството за информатичко општество и администрација. Сакам да напоменам дека за време на работните денови од понеделник до петок волонтерската служба на општина Прилеп врши логистичка поддршка на стари и изнемоштени лица, самохрани родители, хронично болни лица, семејства за лица со попреченост и други граѓани од социјално ранливи категории. Помошта која волонтерите ја даваат се состои во набавка на прехранбени производи, средства за лична хигиена, лекови, медицински реквизити, извршување на потребни шалтерски услуги, подмерување на режимски сметки, подигнување на лекарски рецепти. Сите сметки и други трошоци за набавка, производи и лекови граѓаните сами ги плаќаат, додека волонтерите на општина Прилеп само вршат нивна набавка и достава. Во оваа прилика сакам уште еднаш да ги повторам телефонските броеви на кои граѓаните можат да ги побараат нашите волонтери. 048 401 700 и другиот бесплатен број 0800 00 210. И на крај сакам да упатам апел до сите наши граѓани од општина Прилеп. Од утре почнува продолжено време каде што не можеме да се движиме во наредните 61 час после утрешниот после 16 часот слободно во градот. Ги замолувам сите оние кои што имаат дозвола на движење да ги користат своите дозволи во вистинско време и само во оној временски период кога имаат потреба за тоа. Да не се злоупотребуваат, затоа што има голем број на граѓани, голем број на стопански субјекти кои што ги користат овие дозволи и имаат потреба за ова 24 часовен забрана на движење во денот, да мораат да излезат да обават некои своји работи, неопходни потреби или пак да одат на работа и да се враќаат од своето работно место. Исто така сакам да упатам апел за утрешниот ден, пошто граѓаните ќе пазарат за наредниот викенд, да не се прават нереди и гужви пред маркетите и пилјарите, како на пред неколку дена што се случуваше во банките и пред банките. Упатувам апел затоа што ова што се случува во нашиот град, ние сме веќе трет град во државата каде што имаме најповеќе заразени со коронавирус. Уште еднаш апелирам до сите наши граѓани да бидеме повнимателни, поодговорни, да ги почитуваме сите препораки и мерки што ги предложи и владата и Министерството за здравство, исто така и кризниот штаб на општина Прилеп. Почитувајте ги сите, почитувајте и себе си, почитувајте ги вашите семејства и
седете дома затоа што тоа е единствениот начин да имаме се помалку и помалку инфицирани пациенти во нашиот град. Значи, до сега имаме вкупно околу 250 тестирања направено, што значи дека секој ден од страна на матичните лекари се закажуваат од 7 до 10 тестови, по епидемиолошка индикација околу 7 до 8 и инфективното одделение во Прилеп. Секој ден до Институтот за јавно здравје се испраќаат негдека од 15 до 25 тестови. Ова кажува дека не се почитуваат мерките кои што сметам дека и на ова ниво се доволно ригорозни. Станува збор до граѓаните, треба да се почитуваат мерките. Построги од овие мерки се следна мерка е карантин на градот. Еве нон-стоп и градоначалникот зборува и владава и носи нови мерки, секој ден се менува. Прашањето е, значи, одговорот е во нас граѓаните. Треба да се придржуваме на сите мерки, да не ја подценуваме ситуацијата. Моментално во инфективното одделение во болница Прилеп, општа болница, имаме 5 пациенти позитивни на коронавирус и хоспитализирани, од кои 4 се со средна возраст, 1 е повозрасен пациент. Исто така имаме 4 пациенти кои се со температура или со респираторни симптоми, кои се исто така сместени во простор за изолација и за кои се чека резултат од тестирањето. Разгледувајќи ги локациите на инфективно одделение и разгледувајќи ги локациите на другите простори кои можат да послужат, бидејќи очекуваме дека можеби ќе се зголеми бројот на пациенти сомнителни, а кои немаат тест завршен за коронавирус, го преадаптираме одделот за физикална терапија кој моментално не работи и таму ќе се сместува, а тоа е одма во близина на инфективно одделение, и таму ќе се сместуваат пациенти кои се сомнителни за коронавирус. За вториот пункт имавме една сугестија дека не е се уште потврден, меѓутоа може да биде во друга општина, меѓутоа во наш објект, затоа што здравствен дом поседува објекти и во руралните средини, меѓу кои спаѓа и здравствен објект во општина Кривогаштани, така да најверојатно вториот пункт може да биде и во Кривогаштани во објектот на нашиот здравствен дом. Објектот на здравствен дом во Кривогаштани без... За време на викендот, за време на полицискиот час, сите земјоделци кои што се жители на град Прилеп и нивните ниви се наоѓаат на територија на град Прилеп, можат без дозвола и без да се пријават во полиција да појдат и да ги обработуваат своите ниви. За сите оние кои што се во друга катастарска општина, односно од Прилеп треба да појдат во Коњари или во Штавица или во Мариово, за нив е задолжително потребна дозвола. Сите оние кои што не успеа да извадат дозвола досега, поради некои нивни причини или поради големите гужви што беа, можат на 192 да го најават своето движење и да ги обавуваат своите земјоделски активности. Но потенцирам дека тоа е само за земјоделски активности, че има пунктови на сите излези и влезови на градот. Таму ќе треба земјоделците да ја пријават својата насока и час на движење и повторно при враќање на градот повторно да се пријават на пунктов во полиција.